Почитувани, времето на неказнивост, на привилегирани над законот, заврши. Правдата е тука и еднаква за сите. Пресудата против обвинетите во предметот Таргет тврдина е потврда дека судството е ослободено, дека е крај на партизирани пресуди на обвиненија по нарачка и дека правосудниот систем, како независна власт, ги има сите услови да води истрага и процеси без влијанија, без притисоци, да спроведува обвинителска и судска постапка во која најважни се доказите и законите за секого подеднакво. Во Република Северна Македонија се случува правда и законите важат за секого подеднакво. Изречената прва пресуда за нелегалното прислушување што Сашо Мијалков и врвот на ВМРО ДПМН го правеле со години, е правда за над 20.000 граѓани кои незаконски биле прислушувани во тие години, само затоа што не мислеле и не делувале како ВМРО ДПМН, биле на нивниот список на неподобни. Оваа пресуда е силен удар врз остатоците на режимот на ВМРО ДПМН, спроведуван од Груевски, Мијалков, Јанкуловска и многу други, а кој се уште од поединци се одржува жив во Белата палата. Очекуваме и сите други случаи и предмети кои што се покренати од специјалното обвинителство и од другите обвинителства да добијат разрешница и одговорните да бидат соодветно казнети. Почитувани, пресудата за случајот Таргет тврдина ги потопи лагите на ВМРО ДПМН и на извршителот на Мијалков и Груевски, Христијан Мицкоски. Мицкоски не успеа да го спаси криминалот на ВМРО ДПМН и сите обиди да го направи тоа му беа поразени. Мицкоски е поразен од правдата, поразен од граѓаните. Времето на заробена држава од поединци за собствено, лично богатење заврши. И тоа е најголемиот пораз на ВМРО ДПМН. Да се создадат услови за чист пат за правдата не беше лесно. Но сега конечно правдата е тука и јавноста уште ќе биде сведок на спроведување правда еднакво за секој.